Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи: земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент кој ги соединува сите и ги регулира е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата. Добар ден, драги слушатели на Радио Слободна Македонија, радиото што емитува во боја и што секогаш ве придружува и во најсуптилните ваши моменти, кога сте во онаа зона наречена Twilight Zone или зоната на самракот. Токму сега, во овие минути, почнува таа зона на самракот и трае додека сонцето скрос не падне, додека не се смрачи. А тоа се сатите кога сите овие граѓани, патриоти, се собираат овде пред владата, тука случајно и нашето радио, Радио Слободна Македонија, и потоа тргнуваат на својот протестен марш против така наречената платформа на 4 албански партии, или подобро тиранската платформа, затоа што е направена наводно во Тирана. Предпоставуваме всушност дека е направена барем нејзината основна конституција некаде во Ленгли, Вирџинија, тоа е седиштето на CIA. Така што самиот Џон Бренан, бившиот шеф на ова истражувачка, да не кажам разузнувачка агенција, го донесе кај Еди Рама. Инаку Еди Рама, кој беше главниот провайдер, така наречениот во случајот агент од влијание, кој требаше всушност да биде покровителот на оваа акција, која трае веќе 2,5-3 години, е во незавидна ситуација. Значи, поднесуваат оставки неговите министри, неговата влада е при крај со владењето. Се предпоставува дека на изборите кои ќе бидат за нешто околу 2 месеца ќе изгуби власта, но исто така има и големи демонстрации во Тирана, каде што всушност се бара негова оставка и напуштање на кабинетот на премиерот на албанската влада. Апропо оваа ситуација, која не е прва на релација Македонија и остатокот од светот, би кажал дека Македонија, иако изгледа како некој небитен фактор, како некоја немоćна ситуација во целата геополитика, всушност во контекстот на така наречената сакрална географија или она што го нарекуваат некаква енергетска мапа на нештата или светата, нели, географија или земјопис, е многу значајно место. Дури и старите римљани ја нарекле Катена Мунди или копчата на светот или папокот на светот, понекогаш и така е наречена. Тоа сака да каже дека всушност Македонија е некаков сплет од маса бескрајни нерватурни системи кои на крај го наоѓаат својот центар токму тука, што се однесува до западната, нели, цивилизација. Иако тоа е подценето и на некој начин извргнато на подсмев, значи секој рационален промислувач или експерт би се смеел со оваа констатација, сепак она што се случувало во минатото покажува дека и не е баш така смешно, односно доколку би се бавел малце по-студиозно со тој аспект, би сватил дека всушност тресе глупости, би бил извргнат на подсмев пред самото свое когнитивно битие или пред собствената свест или рацио, ако сакате. Како и да е, сите што ја чечнале Македонија со зло, им се вратило на чуден начин тоа зло и всушност како еден кармички фидбек ги разурнувало нивните конституции, ги ставало во нека очевна позиција. Само да напоменам, во последниве неколку години само маса земји што се бафтаа со Македонија и се воспоставија како некакви душегрижници, сега се во фаза на страдање поради
некои причини кои изгенерирале автентично во тоа општество, но може би биле иницирани на едно мистичко или езотеричко ниво токму од овој феномен на катена мунди. Како и да е, американците се бавтаа со нас, нели, шимпанзото од Кале правеше некои чудни, да ги наречам, планови, конспирации, субверзии, на крај сето тоа се врати повторно во неговата земја, а тој бе сега ставен во незавидна позиција, му виси кариерата, може би некоја година робија, ако се испостави дека навистина прекршил значајни принципи во надворешната политика на USA. Од друга страна гледаме како тие афери со прислушкување полека, сигурно се пребацуваат и на други места. Сега најновата афера со господинот председател Доналд Трамп, кој фактички открил дека бил прислушкуван од страна на одредени ентитети или организации, најверојатно од самата CIA, чии структури никако не сакаат да се повинат на централната власт, туку на чуден начин создаваат некои своји автономни групации кои би делувале во согласно со претходните идеолошки траектории на така наречената клинтонескна администрација, која во ликот на Барак Обама ги спроведуваше истите тие неолиберални политики, или да ги наречеме подобро империални политики кои навистина го загрозија хармоничниот состав на светот и создадоа цели региони на тотална дисторзија, на немири, на војни. Истото тоа веројатно беше планирано и за Македонија, но еве гледаме како народот полека но сигурно се освестува. Тој се буди од една хипноза која му беше наметната со години, кој беше дрилан, успиван, лажен, пренесуван, жеден преку вода и така натака, и сега веќе гледаме дека конечно и покрај неговата, нели, космичка толерантност, сепак тој полека но сигурно се буди и сака да ги превземе нештата во своји раце. Минатата недела беше навистина турбулентно, можам да кажам. Беше фантастично во смисол на окрупнување на овие протести. Луѓето се збираат, све повеќе и повеќе доаѓаат и изразуваат незадоволство, но и патриотизам, сакаат да си ја сочуваат земјата и сите оние одлики кои го красат ова парче, нели, територија, која е многу значајна од историски аспект, но еве и од тој невролошки, да речеме, геополитички аспект кој е скоро невидлив, но искуството, самата емпирија го покажува како битен и како незаобиколлив. Знаеме за сите оние концепти, нели, уште од времето на Ото фон Бисмарк, кој вика кој ја контролира Вардарската долина, тој го контролира Балканот, а кој го држи Балканот, тој фактички е многу битен фактор во евроазиската политика. Балканот е всушност место кое ја спојува Европа со Азија и надоле преку Медитеранот со Африка, така што Балканот е значаен простор и борбата за Балканот меѓу големите сили ќе трае уште многу време. Но најбитно е балканските народи да сватат таа важност и да на некој начин се организираат, оставајќи ги зад себе сите тие шовинизми, конфликтности и препознавајќи таа значајна улога геостратегиска, да ја фатат стварта во своји раце и на некој начин да станат фактор на одлучување, да не бидат веќе конзумент на политики, туку да бидат провайдер на политики. Тоа го видовме во времето на, да не идам подлабоко во историја, во времето на античка Македонија, да речеме антички Рим или Византија, кога Балканот навистина бил фактор број 1 во западната хемисфера цивилизацијска, како агенс на
примарните политички дејствувања и дизајни, но би се навратил на некоја понова, да речеме, историја, како што беше феноменот на СФРЈ, кога 6 народи, републики се споија во една држава и веќе тука се изгенерира една значајна моќ. Со умен политичар, итар и динамичен политичар кој би бил исто така еден вид на интелигентен координатор, како што беше, да речеме, Јосип Броз Тито на времето, таа, да речеме, геополитичка и геостратегиска моќ би можела да биде воздигната на многу повисоки нива. Еве, например, Јосип Броз Тито беше еден од тие што направија чудо со проектот за неврзаните. Без оглед дали тоа е некое подметнување од страна на британската круна за да се сочуваат колониите, поточно Советскиот сојуз, да не изврши големо влијание во постколонијалниот свет. Веќе после Втората светска војна Британија не беше веќе таа сила, таа беше истоштена, измачена, па дури и понижена од страна на фирерот сила, немаше ни капацитети да се справува со таа неман на нацизмот. Таа работа ја завршија русите, со Јапонија се пресмета американците. Така што тие две нови империи, едната комунистичка, советската, другата американската, империалистичката, го поделија пленот на некој начин, а британците останаа како некоја бивша сила, почнаа да наликуваат на француската бивша империја, нели? И едноставно тргнаа да одат во некаков тип на заборав и немоќ. Исто така би спомнал дека токму во тоа време маса нивни колонии почнаа да се ослободуваат од нивното колонијално робство. Големи земји, како Индија, например, а и други, во Африка, цел еден сет земји, во Азија исто така. И на тој начин, значи, може би Тито, правејќи го неврзаното движење, всушност на некој начин ги амортизираше тие продирања на советите кон остатокот од светот, што беше огромна опасност за империалистите кои не можеа да најдат соодветен одговор на овој процес на деколонизација на бившите британски колонии. Во тој смисол би можеле да кажеме дека Тито бил агент на британската круна, но од друга страна тој самиот изгенерира огромна моќ за себе и за своите двајца другари. Тоа беше Нехру и Насер, едниот председател на Египет, другиот председател на Индија, кои на некој начин успеа да се промовираат на светската сцена, па дури и да го етаблираат тој принцип на немешање во внатрешните работи на другите земји, тоест неизвезување на идеологии. Токму тоа неизвезување на идеологии создаде едно фантастично шаренило и толеранција на ниво на неврзаните. Таму имаше кралства, имаше монархии, имаше републики, имаше комунистички држави и сите тие беа во состојба да се здружат и едноставно да функционираат како еден вид сојуз кој ги артикулираше своите интереси, своите принципи и создаде една симпатична представа за себе во светот, па дури и до ден денес се одржува, иако за жал ние не знам дали сме воопшто член, ние би требало да бидеме член на неврзаните, зашто имаме искуство со неврзаните и добро е да бидеме членови на големи организации. Денес неврзаните веќе полека се придржуваат кон концептот на БРИКС. Тоа е новата творба која потекнува од самата евроазиска идеја. Евроазиската идеја е фантастична идеја, таа е во голема мера налик на неврзаните, значи се работи за сојуз кој има свој глобален интерес, но сојуз кој ги почитува автентичните внатрешни уредувања на државите и воопшто не се труди да извезува идеологии и да создава држави по системот copy-paste, како што тоа го правеше американскиот империализам во последниве 20 па и повеќе години од падот на Берлинскиот зид па се до денес.
кога всушност фатија да извезуваат потеркот на американските неолиберали идентична идеологија во просторите каде што тие всушност воспоставија политичко влијание и стратегиско влијание. Овој начин на претопување во себе е нехуман и нереален, затоа што одредени политички системи во одредени држави се создаваат не само според некои современи прагматични норми, туку исто така се создаваат според традицијата, според менталитетот, според карактерот на народите кои ги создаваат и одредени внатрешни специфични предиспозиции кои на некој начин прават тоа што може, а не она што во теоријата е идеализирано како некаква совршена демократија или некаков систем кој би бил прудентен и кој би бил соодветен на некои утописки, идеалистички очекувања на одредени мислители. Тоа едноставно не постои. Дури самата американска демократија, која беше парадигма за една полнокрвна, да речеме, демократија во светот, едноставно видовме дека се работи за една корумпирана елита. Бевме среќници или несреќници, се едно да доживееме како за овие 20 години целата средна класа во Америка се претвори во пролетаријат, како американците освојувајќи територии всушност ја изгубија контролата врз сопственото јас, во смисол на територијата и народот на USA, и така ги внесува во една пропаст која дури сега почнува да биде идентификувана, да биде анализирана, согледувана, па дури медиски истакнувана како таква. Допрва мислам дека ќе ги видиме сите тие злосторства на неолибералната елита која всушност го загрози хармоничниот статус на светот во одредени цивилизацијски, би рекол, региони, како што беше Северна Африка или Блискиот Исток, но и Балканот, каде што создадоа маса анимозитети меѓу автентичните балкански народи, растурија држави и се уште ровареа се до доаѓањето на Трамп, но и понатака таа инерција не изгледа релевантна, обсервувајќи македонската политичка сцена. Се уште тука имаме трагови од таа небиднина, од тој зол проект кој беше инициран од страна на домашните предавници и големите играчи на геостратегиската сцена. Но она повторно би се навратила на чудна поговорка која фамозната Васка Илиева ја испеа во еден од своите предоминантни хитови, а која гласи: кој душман ќе влезе, жив нема да излезе, само сугерира на таа чудна мистичка моќ на оваа земја, на овој центар на нерватурата наречен Катена Мунди. Квинтесенција со Ацо Станковски. Еве повторно заедно, драги слушатели на Радио Слободна Македонија, која емитува во Боја. Сега ги проследува и протестите на граѓаните против така наречената тиранска платформа. Тие се збираат овде пред нашето студио во огромна бројка. Гледаме дека и покрај ладното време нивниот патриотизам не попушта. Значи, ова е игра на нерви помеѓу неколку предавници кои сакаат да ја уништат Македонија онаква каква што ја знаеме и каква сакаме да биде, и онаа Македонија која овие прекрасни луѓе сакаат да ја сочуваат за себе и за своите поколенија со исправен грб и достоинство пред сите предци кои се бореле за оваа слобода што денес ја имаме, без оглед дали таа има фалинки или не. Самата еволуција на општествените состојби тоа ќе го исправи, но треба затоа мир, спокојство и една одредена визија. А сите тие луѓе што овде на некој начин дојдоа да ја зачуваат Македонија како таква, го носат тоа во своето срце, во својата душа и во својот ум. Но пред да продолжам со своето проследување во оваа
сеанса наречена Квинтесенција, би сакал да изразам почит до една наша голема уметница од областа на етномузиката, тоа е Вања Лазарова, која почина пред некој ден и навистина таа беше еден ангел на македонската музика. Ги испеа можеби најлирските песни, песни со големо чувство емоционално, но исто така и со голема мудрост во себе си. Песни кои се застрашувачки да бидат кажани, а камоли испеани. Оваа храбра жена, оваа гениална жена, би рекол, навистина стана еден символ на македонската духовност, на македонската креативност. И затоа сите овие луѓе покрај тоа што ја зачуваат Македонија ќе изразат еден вид почитување кон Вања Лазарова, нејзиниот дух кој е ослободен сега од телесноста ќе дојде и ќе бдее за една позитивна разврска на сето ова, за една хармонија помеѓу земјата и небото. Во секој случај животот е навистина непредвидлив, но тоа не треба да не хибернира и да не постави во некоја позиција на некој неможен начин на действување, на хибернантска позиција, на позиција на наркотичност, позиција на успиеност и позиција на мрзливост. Затоа навистина му се восхитувам на македонскиот народ, иако може да се шпекулира на многу нивоа што всушност се случуваше цело ова време, дали требаше порано да се реагира или не. Во разговорите со многу умни луѓе со кои се среќаваме, ќе наидеме на разни позиции во смисол на самата стратегија и на самата тактика, но ја мислам дека овој благотрпелив народ едноставно чекаше долго за да ја види целата приказка до крај. Не сакаше со својата преуранета реакција да сгреши или да му нанесе на некој неправда. Едноставно ја чекаше целата разврска, беше трпелив и кога конечно свати за што се работи, кога ги виде сите аргументи на маса, кога веќе немаше ни трошка сомнеж во однос на тоа што да се прави повеќе, понатаму, тоа едноставно го процесуира сето тоа, свати дека ова е единствениот исправен пат и влезе во овој пат, во ова движење кон слободата. Гледајќи ги сите овие луѓе и нивната хармоничност, нивниот мир, нивниот почит кон другиот, за разлика да речеме од малата група ужасни, хистерични шарени кои кога се собираа во многу помал број од овие луѓе кои се сега собрани тука пред радиото, поточно помеѓу радиото Слободна Македонија и владата на Република Македонија, гледам неверојатна дискрапанца. Овој мир, спокојство, позитивитет меѓу луѓето, љубовта меѓу луѓето и почитувањето кон секого, а огромна бројка е, да ви кажам, веќе цела оваа илинденска па тамо скроз до Гоцен Делчев веќе пополнета со луѓе и уште се собираат. Тоа ќе биде можеби еден од најмасовните маршови до сега што се изведени од почетокот на овие демонстрации од пред 2 недели. Во секој случај, споредувајќи ги со малата група шарени педери, би рекол дека тие можеби 10 пати помала група правеше огромен неред, оставаше огромен број на отпадоци, мислам, создаваше свињарник позади себе, но исто така и беа доста агресивни. 2 пати го искршија ова радио од кое сега добивате звучни сигнали, заедничариме заедно во Квинтесенција и со другите емисии. Едноставно тоа беше една сурија на платеници, на хулигани кои навистина во целото свое зверство се обидуваа да воспостават некаков тип на режим, да речеме. Самите тоа што го зборат за другиот се самите тие. Мислам, тоа е навистина неверојатна една ситуација на проецирање. Значи, најголемите криминалци во Македонија собрани околу СДСМ зборат за криминалот на другите. Тоа е навистина онаа приказка што одамна е пласирана на овие простори, а која низ српската диоптрија
би можеле да ја насловиме држте лопова. Значи концептот на држте лопова или држете го крадецот е токму исфингирана ситуација од самиот крадец кој не бидувајќи инфлагрантни фатен почнува да ги обвинува другите. Без оглед дали тие се невини или не, тој едноставно за да побегне од таа своја позиција ги обвинува другите и на тој начин создава уште поголем хаос и можеби простор за негово избавување од можна, да речем, инкриминирачка позиција и сходно на тоа одредена јуристичка санкција. Но тоа едноставно искуството веќе го деконструира. Предпоставувам дека овој народ е веќе отрпнат на такви преваранти, на такви хохштаплери кои навистина го пребукираа нашето општество последниве години. Предавниците сега веројатно чувствуваат одредна параноја. Оваа маса може да реагира на многу разни начини, но сега за сега тие се прекрасни, мирни. Гледам како разговараат со насмевка помеѓу себе, ги анализираат состојбите, едноставно си ја сакаат татковината и без оглед на временските околности, а надвор е прилично ладно, пак се врати тој ладен бран, но од среда велат ќе се стопли и тогаш предпоставувам дека дури оние што на некој начин се плашат од студеното време ќе излезат и ќе се втурнат во оваа борба за унитарна Македонија, за Македонија на сите граѓани, Македонија без дискриминација. Овие луѓе се заслужни за многу нешта. Овие луѓе се всушност тие што ќе ја спасуваат и ќе ја спасат Македонија од канџите на предавниците и меѓународните криминални групации кои навистина се окомија со неверојатна жестина и ужас. Иако плановите им се пореметени, тие сепак настојуваат и понатака од призма на некаква опозиција, да речеме визави новата американска администрација на Доналд Трамп, кој исто така е ставен во огромни проблеми затоа што овие структури кои ја запржи оваа каша, би рекол, на македонската политичка сцена уште од пред 2,5 години со неверојатно неетички, аморални средства, сега се во позиција на дефанзива, но тие едноставно не престануваат со своите иритации, се уште се надеваат дека ќе дојде до некаков пресврт, дека всушност ќе направат некоја сплетка или некоја бламажа или некоја компрометација на председател Доналд Трамп и дека ќе се вратат во голем стил и на голема врата во Вашингтон DC. Но би рекол дека тоа е едноставно неможно, зашто не се работи само за Доналд Трамп и таа нова американска авангардна групација во конзервативната политика. Туку мислам дека се работи за историски момент, едноставно историјата не можете да ја вратите назад, како што времето не можете да го вратите или космичките процеси што не можете да ги контролирате, така и овој историски момент едноставно не може да биде манипулиран, а тие сите сироти идиоти, иако многу богати, сепак не сватија дека не се богови, дека божествениот статус е нешто сосема друго и тоа не е од овој свет и не зависи од нивните пари, напротив. Мислам дека е гротескна ситуацијата на толку пари да трпат такви трагични судбини и да бидат толку мизерни, толку глупави, толку повредливи всушност. Тие се едноставно никој ништо веќе. Но може нешто да направат, да речем, со своите пари, да речеме нешто да припомогнат околу хуманитарните аспекти. Има многу гладни луѓе на планетава и исто така на планетава е потребна културна продукција, зашто секое време треба да има своја култура како одраз, како слика на времето, како еден вид на продукција која сугерира на незалудноста на самиот живот, која остава позитивни, драгоцени траги во историјата и на тој начин го обединува минатото и днината низ сегашноста. Како и да е, масите, народ, борците за Македонија
за заедничка Македонија тргнаа веќе кон собранието, почна овде да се празни ситуацијата, но затоа ќе се напуни пред собранието на Република Македонија. Тоа се воедно и чуварите на поредокот, затоа што гледаме дека и покрај недавањето на мандатот од нашиот председател Ѓорѓе Иванов, кој изигра неверојатно смела и херојска улога во овие турбулентни историски времења, е веројатно еден од најзначајните агенси на овој turnover, на ова будење на македонецот. И затоа би предложил, кога ова се ќе се смири, да дадеме предлог господинот председател Ѓорѓе Иванов да го прогласиме за доживотен председател. Зашто со тој негов херојски момент он го направи првиот чекор од 1000 милји, кои сега сите овие патриоти го прават, додека не ги истиснат сите тие грозоморни платенички и предавнички структури од просторот и додека не им покажат кај им е место, а местото им е во најмала рака изолација, може би нешто подраконско. Може би затвор, ќе видиме. Нивните гревови се големи, а нападот на поредокот е секогаш најстрашната казна, која всушност е велепредавство. Затоа е многу потребно да се биде цврст и упорен, а гледам луѓето се цврсти и упорни и не попуштаат. Утре ќе биде исто така ладно, но од среда и четврток натака ќе се затопли, ќе биде вистинско уживање да се прошета од владата до собранието, а воедно да се чува поредокот во Македонија и самата Република Македонија како држава на македонскиот народ и сите други народности или ако сакате етнички групи кои живеат без сегрегација од една мала, но навидум надуена групација која едноставно без усу бара неверојатни работи, а никогаш не е спремна да отстапи некои права. Еве, погледајте ги само какви се состојбите во Албанија, па и на Косово, и видете какви се состојбите со неалбанското население во предоминантно албанските општини, и ќе видите дека всушност тука се работи за една офанзивност, скоро анимална офанзивност, без никакво достоинство и без свест, туку како еден вид бесловесни гоими, што би рекле евреите, само шибаат напред и напред во освојување на нови територии, во популација на нови простори, но тоа што го зафатиле се празни, од тамо веќе нема никаков тип на цивилизацијска вредност, туку тие што останале во тие освоени територии едноставно емигрираат во Западна Европа, најмногу во Германија, Швајцарија, Белгија и така натака. Она што го освоиле на вистина не може да се пофали со некои цивилизацијски и културни вредности, напротив, доаѓа до тотална девастација и на културата и на сите цивилизацијски вредности кои едноставно постоеле таму. Сетете се само како беа вандализирани и осквернавени сите споменици на културата пред се манастирите и црквите на Косово, а се уште не служи помнењето кога и овдека сквернавеа во Горногорничани, например, или дигањето во воздух на црквата во Лешок. Како и да е, тука гледаме дека се работи за еден офанзивен, прилично неедуциран и некултурен народ кој со помош на своите племенски водачи сака да создаде некаква голема Албанија која всушност и е неодржлива затоа што голема Албанија е представувана лажно, тоа е представуван како лажен националистички проект, всушност се работи за една мимикрија на исламизмот. И тоа еден ден ќе дојде до израз и ќе дојде до граѓанска војна помеѓу тие групации, би рекол, етничко-конфесионални во самата Албанија, и Албанија веројатно во својот пик можеби ќе дојде до една катастрофа, да речеме, и до урушување на самиот систем, а тогаш паранојата ќе се претвори во сожалување. Како и да е, треба да се биде цврст, упорен и трпелив. Никој не сака агресија, нити сака некого да понижи, напротив,
се работи за обид да се разберат сите страни и да сватат во што е поентата на цело ова премрежие кое го живееме со години и кое никако не ни дава мир да се консолидираме и да влеземе во еден економски и културен замаец кој би ја поспешил целата продуктивност на државата и би создал многу подобри услови за обстојување. Не треба да се занемари тоа што е направено, посебно во овие 10-11 години, но сите тие интерференции, сите тие дисторзии на политички план кои се случуваа во ова време едноставно ги изнегира сите тие придобивки, ги исплука, ги испонижија со својата демагогија сите оние псевдолевичарски структури и псевдореволуционерни структури кои всушност сега се сведени на еден заеднички именител, а тоа е именителот предавници. Значи предавниците сега треба добро да се замислат во која позиција се доведоа самите себе си со својата огромна финансиска и политичка алчност. Квинтесенција со Ацо Станковски. Да бидеме реални, да го бараме невозможното. Ова е всушност дефиниција на големите револуции кои се воспоставува по европската и светската политичка историска сцена. Ние не го бараме невозможното, ние го бараме возможното, тоест она што е детерминирано визави волјата на народот. Тоа е оваа револуција која е во својата најмека можна фаза, која е само еден протест на граѓаните, како еден вид опомена на сите оние структури кои низ својата предавничка мисија така ќе бидат запишани во историјата на македонскиот народ, едноставно се борат за да се отклони таа огромна неправда и тоа огромно предавство кое се нафрли врз македонската држава и граѓани во последниве 2-3 години, а мора да признаам дека одамна тоа во помал интензитет се создава и се прави сушност од самото самостојување на оваа држава, а може би и пред тоа на некој чуден начин, иако во тоа време бевме далеку помоćни како дел од една поголема структура која имаше и политичка, и воена, и економска моќ. Но тоа е што е. Животот иде понатака, историјата е феноменална наука, но безмилосна во многу своји аспекти. Затоа и ние треба да бидеме цврсти, упорни и трпеливи, но треба да се обстои во сите овие позиции и да не се попушти пред лукавоста, пред итроста и пред подмолноста на нашите непријатели. А нашите непријатели ги има насекаде. Тие се расфрлани по целата планета, иако сега нивната концентрациона моќ е уништена, сепак тие на некој начин делуваат, на некој начин во одредени автономни групации кои функционираат на локално ниво, но се поврзани и се обидуваат повторно да го извадат превратот, па да се вратат назад и повторно да ја уништуваат и тормозат планетава со своите идиотски програми и проекти кои навистина не водат никаде освен во некој каприц на некоја елитна група која не знае веќе што да прави со себе поради збеснатоста, поради огромните профити што ги натепа во последниве децении, поради тоа што колку што се побогати, толку се поглупави, понеинвентивни и на крај завлегуваат во некоја перверзија и во некоја дегенерираност. Како и да е, јас сега ја завршувам оваа квинтесенција, драги слушатели на Радио Слободна Македонија, која емитува во боја, но не само во боја, таа емитува и силни емоции, па дури знае да биде и тактилна кога за тоа доаѓа моментот. Во секој случај ги поздравувам сите овие патриоти кои се упатоја кон собранието за да изразат својата политичка волја, пред се од
позиции на патриотизам и љубов кон државата и кон граѓаните на Македонија и кон целата оваа историја и култура, кон оваа територија и кон фактички нашиот заеднички дом. Ве поздравувам, драги слушатели, уште еднаш, ви посакувам убави моменти, една волшебна вечер. Бидете радосни, зашто македонските граѓани се будат и тие нема да дозволат шака идиоти, гадови, бандити да управуваат со еден прекрасен народ, со овие граѓани кои ги има од најразлични и етнички, и религиозни, и културни провиниенции, но како едно ја чинаат оваа прекрасна градина на најразлични цветови, преполни со бои, мириси, ароми и убави вибрации, а тоа е нашата заедничка татковина Македонија. Ве поздравувам, драги слушатели, и посакувам упорност и цврстина и решеност да истраете до крај во оваа света борба за зачување на све оно што е вредно. Ова беше Квинтесенција со Ацо Станковски, Трговско радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денеска е 14 март, 13, пардон, нешто летам со времето. Значи денеска е 13 март 2016 лето Божие. До слушање. Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи: земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент кој ги соединува сите и ги регулира е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата.